извршниот директор на Медјаши, магистер Драги Змјанац. Ви го честитам полнолетството, роденденот, 18 години од постоење на Медјаши. И еде на самиот почеток да направиме една анализа. 18 години постоење, има многу што да се кажува, ние во една поскратена варијанта. Поскратена варијанта. Кога го започнавме разговорот, самите рековте како новинар дека предпознатливи сме по нашите брзи реакции и акции, барање на одговорност, посебно од државните институции кои треба да сватат дека по дефолт немаме секогаш одговорни родители, дека родителите го немаат секогаш тој капацитет да се стават во одбрана на децата. И сега, дали ние сме 18 години во заштита на правата на децата или во одбрана на правата на децата, тие кои ги малтретираат, злоупотребуваат, силуваат и злоупотребуваат, тоа е навистина чудно. Едно е да ги заштитиш децата, друго е да ги одбраниш децата и да ги браниш нивните права. Во секој случај го срушивме молкот на сите страдања кои се случуваа, многу табуа падна и мислам дека и државните институции сватија дека не може туку така лесно да ратификуваат, да подпишуваат, да се заветуваат дека нешто ќе направат, а при тоа да бидат пасивни, да не бидат мобилни. И морам да кажам, со помош на медиумите ставивме во функција многу институции на системот, за да сериозно не само се заветат, туку се стават во функција во одбрана на правата на децата. 18 години постоење на Медјаши, што досега ќе издвоите од мноштвото на активности? Нешто, пошто бевте препознатливи, може би ставивте белек печат во државата, ја покренавте јавноста за да ги заштитите, за да ги одбраните правата на децата. Јас би рекла дека за жал во последно време, ако направиме некоја статистика во што вие сигурно имате по конкретни податоци, многу често наидуваме на силувани деца, на малтретирани деца, деца кои што на најразлични начини се малтретираат. Вие сте тие кои што сте заштитник на некој начин и ги отварате очите на јавноста за да се алармира јавноста, за да се реагира, да се спречи истото. Имаме многу индикатори што се случува со правата на децата и нивното малтретирање од страна на возрастните. Иако првите години кога го отворивме SOS телефонот за деца и млади 0800 12222 беше главна карактеристика осаменост, тугеност, агресија, за жал како минуваа годините, насилството, злоставувањето и злоупотребата беа доминантни. Дури 50% од јавувачите до јавувачите претежно возрастни, децата се уште не се доволно храбрени да не молчат за насилството, го пријавуваат насилството. Она што би рекол главен, значи, еден дел е борба против насилството. Вториот, кај што мислам дека дадовме посебен печат, го сменивме кривичниот закон за родоскрнавење и педофилија. Значи, баравме доживотна казна, баравме максимални казни за педофилите, говоревме постојано дека педофилите го повторуваат делото, дека нема сигурен систем на заштита на деца по излегување од затвор од страна на педофилите да не го повтора делото. И Министерството за правда и владата се активира и ги качи казните на минимум 10 години со можност за побрутални облици на злоставување до доживотен затвор. Понудивме и други алтернативи, како што беше хемиска кастрација, како што беше микрочипови, строг надзор на педофилите по напуштањето на институцијата затвор. Мислам дека у тој поглед и државата се активира, има акционен план, редовно се состануваат и нешто се прави на тоа поле. Оно што во последно време не загрижува, каде што чувствуваме дека не доволно е мобилен државниот, би рекол, апарат, посебно полицијата, имаме зачестено грабнување на деца, киднапирање, трговија со деца, детски органи, без завршница. Значи, многу мистерии има на ова проблематика, дали има организирана група на грабнувачи, дали децата навистина се користат за трговија со деца или пак за питачење, организирано за остварување на одредени профитни цели од страна на грабнувачите. И нашата дежурна SOS служба повеќе пати досега апелираше дека полицијата мора да биде на терен, исто како што и центрите за социјална работа треба да се на терен за да детектираат рано неодговорно родителство, односно злоупотреба самите родители и да вршат строг надзор за да може евентуално и привремено да му се одземе родителското право, се додека не се воспостават високи стандарди за остварување на родителското право. Така, гледаме во моментов некои инсерти, ќе ни објасните од кој настан
се видеоматеријалите кои што ги прикажуваме во моментов? Јас не знам што направил снимателот, меѓутоа ова мене не ми е доволно познато. Сега сме тука, добро. Ова е нашето лого. Ова е настан од последната, се досетив, да. Последниот настан од првата национална конференција за детско учество, каде што активиравме група на 6 граѓански организации да подготват алтернативен извештај за состојбата со правата на детето до Комитетот за правата на детето во Женева. Имено ние покрај нашата обврска да ја подигнеме јавната свест, да го мобилизираме и родителството и институциите на системот и граѓанскиот сектор, да ги едуцираме децата за нивните права, зашто не може детето да реагира ако не си ги познава нивните права. Имавме обврска да правиме и мониторинг, односно да вршиме, наблюдуваме дали се што државата се заветила се остварува во пракса, на кое ниво тоа се остварува и колку квалитетно се остварува. И направивме коалиција, македонска коалиција на невладини организации 23, каде што направивме извештај во сенка, се вика алтернативен извештај, во однос на државниот извештај, и се што државата не успеала или не сакала да стави во тој извештај, ние врз основа на нашите практични искуства го направивме во една форма на препораки, кои ги доставивме до Комитетот за правата на детето во Женева. Тоа се случи на 3 февруар, каде што двајца представници во име на македонската коалиција ги презентира состојбите со правата на детето пред комитетот. Овој пат направивме исчекор повеќе, вклучивме и деца. Деца да подготват сопствено видување, сопствен извештај, имаа средба со членовите на комитетот, одвоена средба, и беа презадоволни затоа што членовите на Комитетот за правата на детето при Обединетите нации имаа можност да се уверат каква е состојбата од страна на децата. Тоа се овие две книги кои јас ги извештај, кои јас ги донесов, значи алтернативен извештај од страна на возрастните, односно граѓанските организации, и од страна на децата. Ќе ви ги оставам. Сега што се случува? Сега следуваат прашања од страна на комитетот до владата во однос на состојбата со правата на детето, и на 25 мај ќе се случи одбрана, би рекол, на државниот извештај пред комитетот, каде што комитетот врз основа на нашите извештаи ќе има подобро согледување за состојбата и ќе даде препораки до државата за евентуални чекори како некои прекршувања на правата на детето да се подобрат и да се елиминираат во наредниот период. Вака, денеска имавме во дневниот печат една информација која што вели Македонија на 42-то место според квалитетот на живот на мајките на листата со вкупно 160 земји, покажува 11-тиот годишен извештај на независната организација за деца Спасете ги децата. Доколку постои една листа на кое место според квалитет на живот се децата, на кое место би се нашле децата во Република Македонија? Имате ли некој во оваа состојба квалитет на живот, значи на децата според вашите истражувања и анализи? Квалитет на живот на децата. Токму оваа книга кај што направивме перцепција за правата, дискриминација и насилство врз децата во повеќе во 7 градови во Македонија со вкупно 2344 ученици, покажува дека прво 70% децата не си ги познаваат своите права, второ, иако најмногу знаат за правата и научили од училиште, најмалку се јавуваат кај училишните психолози и педагози. Второ, има дискриминација, насилство од страна на наставник, ученик, наставник и многу социјално исклучени деца кои не одат на училиште. За жал, ни локалната самоуправа, ни училиштата не се активираат доволно да ги вклучат овие деца во редовниот образовен процес. Ако кажам дека Македонија има 200.000 неписмени, околу 18.000 деца кои не одат на училиште, еве имаме познати уметници што ја поддржуваат нашата кампања секоја година. Тука го видовте Владко Стефановски, Калиопи, поранешниот градоначалник на град Скопје, Трифун Костовски, па сме премиери, уметници, Драган Спасов Дац, да не ги набројувам сите. Сите тие се заветуваат дека во нивниот мандат и кариера ќе се активира да ги вклучат. Сме били кај поранешниот председател Бранко Црвенковски, кај господинот Никола Груевски беше ја поддржа нашата акција, кај парламентарците, кај поранешниот министер за образование Пиро Стојановски, во Министерството за економија,
Многу интересно, политичарите имаат еден фантастичен, би рекол, пристап во однос на медиумска презентација, многу сакаат да се сликаат со деца. И мислам дека на тој начин ќе добијат некои политички поени кај нивната гласачка машинерија и дека на тој начин ќе бидат, ќе им се продолжи мандатот, бидејќи најверојатно единствена нивна преокупација е како да си го продолжат мандатот, а не како да ги решат и санираат состојбите во државата. Но ние им подготвивме една не мамка или замка, туку еден документ во кој им велиме добро, еве дојдовме, ќе се сликате, нема проблем, убаво, ќе ве одбележат, но потпишете гаранција дека вие во вашиот мандат ќе се заветите дека ќе ги вклучите сите деца во образование. Тоа е поставено на нашиот вебсайт и сега тие се изненадени. Секаде каде што одиме на гости, на приеми, еве со последниот прием кај министерот, заменик министерот за економија, ој за финансии се извинувам, сите тие потпишуваат и ние сите тие ги ставаме на сајт. Че си имате корпус. Си имаме документ. Како национален координатор на светската кампања кај што е Шакира, Анџелина Џоли, да не ги набројувам, познати музички звезди, се обидуваме на светско ниво да ги вклучиме децата во образование. Нашето мото е едно дете во училиште, едно дете помалку на улица. И за жал нема статистика во Македонија точно колку деца се исклучени од образование, но еве ова е таа акција што ја направивме со големиот круг, каде еве средбата со поранешниот председател, еве со Иван Анастасовски. Значи сите тие се вред вака, љубезни, културни, сакаат, но не разбираат дека не треба само декларативно да се каже знаењето е моќ. А што прават тие кога дечињата многу убави прашања им поставуваат, еве го и Дарио. Што вие сте направиле доколку забележите дете на улица кое проси, питачи, пружа рака. И тие се збунуваат. Или дали знаете некој ваше другарче кој е недолу на училиште, што вие сте направиле да појде во училиште? Или што ќе направите за да се зголеми буџетот за образование, за дечиња очигледно се намака да им помогнат на родителите за остварување на екзистенција, бидејќи се сиромашни, дисфункционални семејства кои дури немаат ни социјална помош затоа што немаат ни евидентен извод од матична книга на родените, да не кажем за здравствена заштита и сите бенефиции социјални кои следуваат, доколку детето ги остварува социјалните права ако го има во извод на матична книга на родените, да не кажем тие како невидлива група на граѓани се подложни на киднапирање, проституција, детска порнографија и секс туризам и злоупотреба на детскиот труд. Борбата е голема да овие деца се вклучат во училиште. Нашите препораки се дека доколку им се обезбеди топол оброк, обувки, облека и бесплатни школски учебници, дека можат да се охрабрат овие родители да ги пуштат децата, наместо да питачат, да бидат во образовниот процес. Тие се други навики на тие деца да го се вклучат во образовниот процес, верувам дека нема да бидат на улица. Ова е дел од работниот тим. Ние ја одбележавме нашата пред 3 години 15 годишнина со документарен филм кај што точно пресметавме овој колегиумот нашиот Коле Ангеловски, познати луѓе кои се активираат околу на оваа наша работа. Пресметавме дека ние до сега имаме во часови од страна на волонтерите, значи на 1000 волонтери за овие 18 години, ги пресметавме во часови колку тие вложили, имаме околу 1 милион евра во цена на чинење активизам на самите волонтери. Па над 1000 надписи во печат, па 100 тони храна сме добивале во времето на босанската и косовската криза, па околу 500 деца сме однеле на кампови, па околу 1000 деца сме вклучили во детските работилници и многу активности кои навистина овие 18 години со помош на многу добри луѓе, многу ентузијасти, многу волонтери, многу социјално одговорни фирми, успеавме. Како понатаму е навистина едно прашање кое постојано си го наметнуваме. Ние ќе продолжиме, ја лично можам да кажам, ќе продолжиме се дека имаме разбирање и фронт и простор каде што ќе се обидиме на луѓето да им објасниме дека е многу важно да бидеме одговорни кон нашите деца. А за да бидеме одговорни треба да бидеме присутни.
Значи, не случајно одевме со повеќе кампања околу одговорно родителство. Се сеќавате дали денес го гушнате вашето дете? Тоа е една најголем печаток, неизбежно е кога поминуваш со автомобил, кога ќе се види билбордот и да заборам, ќе си ги гушнам дете со оглед дека некое потсетување на грижа на советска мајка треба повеќе внимание да посветуваме. Не случајно го поставив ова, знам сите кои се родители реагираат поинаку отколку тие кои не се родители. Значи, дали го гушнавте вашето дете беше кампања која многу позитивен печаток остави. Потоа идевме дали денес му рековте на вашето дете дека го сакате. И тука беше многу позитивно. Да, јас го гушкам, го сакам. Сега кога ги прашавме третиот пат, дали денес разговаравте со вашето дете, тука имавме мал застој. Значи потврдија родителите. Не потврдија, туку почнаа да се поджелува дека нема доволно време, дека се премногу ангажирани на работа, дека не им одговара работното време, дека не можат квалитетно да го потрошат времето со своите деца, дека нема доволно време да се видат со своите деца. Но морам да ви кажам дека ние се обидуваме на децата па да ги охрабриме од друг аспект, ако родителот е премногу зафатен и дефокусиран, ги охрабруваме децата да бидат тие кои ќе се наметнат кон родителите, ќе го барат, ќе го интензивираат разговорот и ќе го инициираат разговорот, се со цел така да се отпочне разговорот, затоа што со еден разговор се отвараат многу можности за решавање на одредени проблеми кои родителот не мора да даде совет, но може да даде насока како детето да си го најде собственото решение. Нешто слично како ние што правиме на нашиот SOS телефон. Значи, нашиот SOS телефон кој е отворен, на кого се имат јавено 17.500 деца и родители, ние не даваме совети, туку само разговараме и активно слушаме и се обидуваме децата да си дојдат до вистинското решение. Само кога станува збор за брутално прекршување на правата на децата, алармираме дојавен обвинител, народен преобранител, училишни психолози, педагози, центар за социјална работа, полиција и следиме. Многу случаи се расветлени, има неколку случаи што не се расветлени за жал, но ќе бараме, ако треба, и меѓународна арбитража, се со цел да ниту еден случај не остане неразјаснет. Така. Мноштво на кампањи, активности, проекти за овие 18 години, што би издвоиле, господине Змјанец? Некој проект, активност, кампања која што според вас, еве јас кажав од мој аспект што мене најмногу ми оставило впечаток, но според вас? Вака ќе се обидам резиме. Значи беше многу јак почетокот. 92 кога ние се уште не бевме формирани, а мојата колешка Гордана Пирковска Змјанац е иницијатор за целата ова сеова што се случува. Така. Како основач даде апел, се сеќавам тогаш на македонската телевизија, не бевме информирани да направиме воздушен мост за спасување на децата, евакуација од Сараево во Скопје. И ние тогаш во нашиот дом беше као привремен центар каде што луѓето се јавуваа и правевме списоци, мислејќи дека војната ќе заврши многу брзо и дека за 3-4 месеци ќе се вратат назад. Тоа се случуваше негде 6-7 април. Ние се регистриравме како Сдружение на граѓани, како граѓанска организација 29 април. И немавме ни проект, ни визија, всушност што нас ќе не чека во наредниот период. Едноставно имавме добра волја и сакавме да помогнеме. Потоа свативме што всушност сме навлегле, па следеа одредени атаци на Македонија. Требаат амбасади, ама не требаат АЦ, не требаат ИЧ, па детска амбасада прави механички прилив на деца муслимани, па имаше разни атаци и обиди да не скршат. Ние баравме до сега и многу оставки од многу министри, се судривме со многу институции, се судривме со многу директори, со многу авторитети, но кога требаше да се стави во одбрана на правата на децата, не калкулиравме и не размислувавме какви ќе ни бидат последиците. И мислам дека по тоа всушност и не препозна граѓаните, ако се сеќавате 2007 кога поранишниот министер Лазар Леновски организираше след Македонија во НАТО, ние децата нивно злато, побаравме оставка, всушност користиме од Министерство за одбрана објект без надомест. И тоа беше, би рекол, многу чудно. Всушност го пројавивме во вистинска смисла нашиот активизам и нашата посветеност во одбрана на правата на децата. И покрај тоа што следуваше писмо да се иселиме од тој објект, под меѓународен притисок и домашниот граѓански сектор добро организиран, министерот попушти и прифати дека навистина имало политичка злоупотреба на децата, дури Иџет Мемети, народниот преобранител, го потврди тоа. Единствен министер кој
прифати без притисок дека навистина се прекршиле процедурите беше министерката Јанкуловска кога во еден инцидент ги приведоа децата во полициско комбе, ги однесоа во полиција без придружба на родител, старател и така натаму, и министерката призна, дури ги прати и инспекторите на обука околу правата на децата, што сметам дека беше добар чекор, но не значи дека нема да критикуваме полицијата, посебно со последните настани на грабнување и киднапирање децата, мора да бидат помобилни на терен. Така, за овие 18 години колку успеавте свеста да ја подигнете на едно повисоко ниво, јавноста, колку и самите деца ги натиравте да бидат повеќе свесни за своите права, значи правата на децата? Имаме тука сега една дилема. Од една страна многу родители и наставници велат да, вие ги охрабрувате децата за правата, но кај им се нивните одговорности. А од друга страна децата понекогаш се бранат со нас и велат ке ве пријавиме во прва детска амбасада, ке ве јавиме на SOS телефонот. И сега има тука еден билекол мал конфликт околу правата и одговорности. Значи децата веќе знаат дека имаат права, полека ги превземаат и одговорностите, бидејќи без одговорности, кога не се одговорни возрастните, а и децата ако не се одговорни, настанува хаос. Настанува хаос, анархија едноставно. Значи мора да си ги преземат одговорностите и наставниците, и родителите, и државните институции, и граѓански сектор, но и децата. Една од одговорностите за насилството да не се молчи. Мора да се пријави, затоа што молчењето значи соучесниство со насилникот, следна дете жртва може да биде некој другарче, тука кругот ќе се прошири, а посебно најтешки форми како што е сексуална злоупотреба и педофилија. Тоа се вечни трауми, оставуваат долг печат и мислам дека ако не се пријават во првите 72 часа, дека и рехабилитацијата на детето нема да трае така брзо, за да може да се социализира и да биде активен чинител во биднувањето и во креирањето на детските политики во идниот период. Индиректно ми одговоривте, најде уште еднаш да ве потпрашам, имате ли многу истомисленици, имате ли многу поддржувачи? Па ние го мериме нашата поддршка на со неколку индикатори. Прво, самите касички кои се поставени во из цела Македонија во повеќе маркети, граѓаните даруваат, значи не препознаваат. Второ, нашиот електронски информатор Бушавко буквално стига до секој дом и многу луѓе знаат, на транспарентен начин кажуваме што сме сработиле, колку средства сме подигнале, каде планираме да ги потрошиме. Довербата која ја имаме врз основа на Институтот за социолошко-политички правни истражувања реализиран од Македонскиот центар за меѓународна соработка неколку години назад, сме на прво место. Тоа се индикатори кои ни даваат можност да продолжиме, иако морам да кажам дека многу малку користиме буџети од страна на државата, значи не ни се доволно транспарентни буџетите наменети за деца од страна на министерството и од владата. Локалната самоуправа исто така е затворена, значи повеќе сме отворени кон социјално одговорните бизнес фирми кои разбираат дека не е доволно само да се направи профит, туку треба да се реши одредено социјално прашање, а кој некој мигеше. Тука сме. И сега имаме интензивна комуникација со многу социјално одговорни фирми, ги апелирам, ги молам да помогна затоа што се доведува во прашање нашиот SOS телефон за деца и млади 0800 1222, неговата работа и бесплатната правна служба која работи со полна парја по 10-15 писмени претпратки до Народниот правобранител, каде што ние детектираме кршење на правата на децата, а Народниот правобранител мора да евидентира дали во државна институција навистина се повредуваат правата на децата и не. Имаме одлична соработка со таа институција, иако бараме поголеми ингеренции, сакаме и во самиот наш алтернативен извештај да се формира посебна институција, детски омбудсман, како што функционира во западноевропските земји, кој комплетно ќе се посвети стриктно на заштита на правата на децата. И за самиот крај во една минутка за идните активности, кон кои што ќе се фокусирате како меѓаш? Идните активности? Па да ви кажам искрено, бидејќи сме се фатиле во многу ситуации дека се плашиме да не согориме, значи да не се истрошиме, да не се одрази тоа лошо по нашето здравје, затоа што ова тешка борба која ја правиме, не може секој да издржи, значи ги молиме и универзалните сили и добронамерниците да не охрабрат, да не подклекнеме во тој поглед, да не помогнат и финансиски, затоа што, пак ќе кажам, со вакви резултати да не постоевме, требаше да не измислат, ако веќе постоиме, треба да не поддржуваат, да бевме некаде во Париз или во Лондон, не знам, прва детска амбасада во светот, верувам дека немаше да има вакви тешкоти околу самоодржливоста и екзистенцијалните потешкоти кои ги имаме, не само ние, целиот граѓански сектор и целата држава, впрочем.
Но веруваме дека луѓето по младата генерација кои веќе полека се тука околу нас, а ние како поискусни веќе им пренесуваме дел од нашето искуство, ќе се мобилизираат и ние ќе влеземе повеќе во улога да насочуваме, отколку да бидеме на првата линија секогаш на фронтот. Јас уште еднаш ви го честитам роденденот и ви посакувам уште многу родендени и многу поддржувачи кои што ќе ве направат да бидете поистрени во вашата борба. И поддржливи. Материјали има за вас, тука има документарен филм од првата детска амбасада и од првата конференција што се одржи за детско учество и други материјали. Ви благодарам што не повикавте. Ние сме тука како медиум за наредните активности повторно да ве поддржиме. За наредните активности само да кажам, планираме еден ден монографија и се надевам дека и тоа ќе се случи. Ајде, тоа ќе го искористиме како повод за повторно гостување. Благодарам уште еднаш. Благодарам. Служуваме понатака, бидете со нас.